Господин Муцунски, добро вечер. Ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер, благодарам за поканата и за можноста да гостам. Еве, тогаш во име на владата, бидејќи сте министер за надворешни работи и надворешна трговија, да слушнеме една оценка каков извештај добивме вчера, ако оценувате од 1 до 5. Па видете, не е, мислам, ова прашање кој што може така да се категоризира и ќе ви објаснам зошто. Прво, дозволете ми, ако може, да дадам еден краток осврт на тоа што го пишуваше во извештајот, а е поврзано со мојот најтесен делокруг на действување како министер за надворешни работи и надворешна трговија. А патам да се надоврзам со фактот што веќе година и половина опозицијата, луѓе блиски до опозицијата, шират една хистерија, дека надворешната политика на државата нема концепт, дека не знае каде се движи, дека без идеја се действува, следејќи секое детално гласање во полето на мултилатералната дипломатија, за да сега, преку токму овој извештај, добијат дамат. Надворешната политика, регионалната соработка, тоа што го работи Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, беше највисоко оценето во овој извештај. Каде што добивме и пофалби за нашата усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика и за други аспекти, како што е историското партнерство во одбраната и безбедноста, кој што го подпишавме, и низ за други елементи, каде што се гледа дека очигледно нашата надворешна политика во еден сложен геополитички период, кога трансатлантските односи не се такви какви што биле, кога имаме конфликти на повеќе места, успева да биде највисоко позиционирана низ призмата на тоа што го цени Европската унија, а сепак да го одржи нашето стратешко партнерство со Соединетите американски држави. Така да, кога ги слушаме дел од критиките, добро е да се каже дека има сегменти во овој извештај каде што имаше високи оценки. Не е надворешната политика единствена. Имаше високи оценки во делот на политиката поврзана со образованието. Имаше високи оценки за работата на царинската управа, висока оценки за работата на во делот на борбата против перење пари и други сегменти. Наука, истражување, се да. Дигитализација во делот на економијата, тука е поврзано тоа со пристапот кон СЕПА, заедничкиот европски пазар. Тоа што би можеле да го кажеме. Генерално има скоро 40 варијабили по кои што оценува Европската комисија. По 80% од тие варијабили имаше некоја форма на напредок, некаде помал напредок, некаде одреден напредок, некаде, како што беше повторувам во делот на надворешната политика и истражувањето, висок степен на напредок. Така е, се во клучни 8 области. Сега, тоа што исто така сакам да го нотираме, дека во ниту една област државата нема назадување. Факт е, и дури ќе кажам, не само јас, туку тоа го слушаме често и од претседателот на владата Мицкоски, се согласувам дека имаме суштински проблеми во делот на борбата против корупцијата и реформата на правосудството кои што не сме ги решиле, каде што се идентификувани одредени аспекти кои што некои се поврзани со тоа што владата треба да го превземе, но некои се поврзани и со работата на судството и со работата на јавното обвинителство. И тука не можам да кажам дека не се согласувам со тие оценки, дека треба повеќе да направиме и затоа тоа што можам јавно да го кажам и пред вашите гледачи е дека ние како влада имаме превземена обврска до крајот на оваа календарска година да ги донесеме сите клучни реформи во делот на правосудството и борбата против корупцијата, кои што се дел од реформската агенда. Од поглавјата 23 и 24, кои што се најлошо оценети. Така е. И ние се обврзуваме како влада, но сепак не можеме само ние да се обврзуваме, мораме тоа во тесна соработка со собранието да го направиме, бидејќи наша обврска е да ги предложиме тие закони, потоа тие закони да бидат донесени, но потоа ќе дојде моментот кога ќе треба да се имплементираат тие закони. Дел од нив се имаат процедурални аспекти, дел од нив се поврзани со независност на финансирањето, за кои што се уште работиме и некои споредбени анализи како најдобро тоа да го превземеме, и ќе дојде товарот на одговорноста во правосудниот систем, во јавното обвинителство и во судството. Ако ја погледнете анализата на работата на јавното обвинителство во овој извештај, ќе видите јасно нотирање од страна на Европската комисија дека доцнат постапките за борбата против високата корупција, дека најчесто доаѓа до застарување на предмети, дека нема доволно ажурност. Дека влада е неказнивост во Македонија, посебно за такви дела. И тоа не е критика за владата, тоа е критика за правосудството, затоа што за жал, јас тврдам, големо мнозинство од судиите и обвинителите во државата се честни луѓе, професионалци кои што добро се ја вршат работата, но има исклучаци, високо позиционирани, кои што го имаат киднапирано нашето правосудство, го држат во заложништво
и при тоа штитат одредени политички елити. Што значи? Ние како влада ќе направиме се што можеме да се елиминираат овие критики во делот на нашата надлежност, но понатаму ќе очекуваме соодветно постапување од страна на правосудните институции. И доколку нема такво постапување, верувајте, ќе мора исто така владата да преземи дополнителни Добро, тогаш мерки. како коментирате кога лидерот на СДСМ вели најлош извештај од Европската комисија сме добили? Видете, лидерот на СДСМ тврди дека решението од 2022 е добро решение. Лидерот на СДСМ тврди дека имаме анти-ЕУ надворешна политика и тоа често го има повторувано, без концепт, кога ЕУ вели едно од најсилните алки во системот на евроинтеграција на дворешната политика на државата. Лидерот на опозицијата пред околу месец ден, еден од најблиските соработници на државниот секретар на Соединетите американски држави го нарече дипломата од низок ранг, и тоа е политичка партија која што официјална фотографија дадена од Белата куќа го нарече председателот на Соединетите американски држави восочна фигура во фотографија издадена. Мојата поинта која е? Кој е легитимитетот и кој е кредибилитетот на луѓето кои што ја доведоа нашата држава во оваа позиција во делот на европските интеграции да ценат? Јас немам обврска да им давам политички совет, но тоа што мислам дека е добро е опозицијата да се обедини со владата и со сите засегнати страни во државата да создадеме консензус по овие прашања. Наместо голи критики кои што не се реални и не се објективни, дајте да видиме што е тоа што заеднички ние можеме да го направиме, да се движиме напред, а при тоа веројатно би било коректно и лидерот на опозицијата наместо да вели дека предлогот од 2022 е добар, да се извини на целата држава за грешките кои што се направени, кои што ни доведено во оваа сложена секој ситуација. решение што ќе успеете подобро да го направите, ќе го прифати. Видете, како што е одложено, доколку успеете да издействувате, одложена примена и вметнување на бугарите во преамбулата до крајот на преговарачкиот процес, дека веднаш ќе прифати. Но истовремено излегува со така наречени црвени линии, каде што никаде не се гледа која е црвената линија, кој што датум, без ништо без конкретно, механизам. без флоскули, без никакви, само флоскули, без никаков механизам, и со тоа ги влошува позициите на државата кога настапува надвор од нејзините граници. Така да контрадикторноста на опозицијата и кога беше власт, и оваа политичка партија СДСМ, и кога беше власт, и кога е сега, се покажува постојано на дело и немаат кредибилитет да зборуваат по овие прашања. Кај евроскептици да ги наречам, ваквиот извештај се поставува прашањето дали е реален, зашто ако се погледне извештајот за Украина, земја која пред војната беше шампион по корупцијата, по непочитување на малцински човекови права, нели сега Европската комисија вели дека е на вистинскиот пат со позитивна оценка и подготвена да го отвори првиот кластер фундаменти. Па дури ја поддржува амбицијата да ги затвори сите поглавја за 2 години. Не мислам дека е коректно, јас како министер за надворешни работи, да ги ценам портфолијата на другите држави кои што имаат статус кандидат. Ние треба да се гледаме нашата работа и ние треба да се фокусираме на оние обврски кои што ние ги имаме и да го искористиме моментот кој што не е на располагање од гледна точка интересот на Европската унија да се проширува, но исто така да ги користиме и сите дополнителни инструменти кои што ни ги дава Европската унија во овој процес кој што во сега е во тек, и во делот на планот за раст и другите иницијативи кои што постојат во овој момент, како што се зелените ленти, како што е бесплатниот роуминг и сите оние политики кои што се поврзани со процесот на така наречено постепено интегрирање на земјите кандидати кон членство во Европската унија. Мала дигресија, па ќе се вратам назад, зошто Украина, Молдавија од 1 јануари ќе имаат бесплатен роуминг, а ние не? Молдавија и Украина? Ние кога видовме, како земји од регионот, сега затоа велам ние, кога видовме една иницијативност во Европската унија за ослободување од роуминг трошоци на жителите на Украина и Молдова, постапивме заеднички, инсистиравме кај Европската унија што побрзо истото се даде на Западниот Балкан, бидејќи тука сметавме дека не е фер како земји кои што имаме подолга историја во процесот на европска интеграција, да ја немаме таа привилегија. И успеавме.
Што би кажал и за нашите граѓани еве подобро да знаат некои рокови кога би добили и ние како земја и како регион ослободување од роуминг услугите, а во моментот сме во разговори со Европската унија за потпишување на така наречен протокол за ослободување од роуминг услуги. Европската унија ни достави листа на закони и подзаконски акти кои што треба да ги измениме во следниот период. Министерството за дигитална трансформација ревносно работи на овој процес. Верувам дека до крајот на календарската година ние ќе ги завршиме оние обврски кои што се треба ние да ги превземеме, македонската страна да ги превземе и очекуваме кон крајот на годината или почетокот на следната година да го потпишеме протоколот за ослободување од роуминг услуги со Европската унија, ќе има потоа еден краток процес на согласување кај мобилните оператори ќе биде тоа. Моје очекување е дека во првата половина на 2026 година, доколку сите си ја завршиме работата, дека нашите граѓани ќе уживаат поевтини трошки. Знаете, малку ми е чудно земја во воен конфликт, страшен воен конфликт, да сето тоа еве го завршила, ако е така реално, а од друга страна да земјите кои што веќе со децении живеат мирно на овие простори не можат да остварат напредок, освен дел од нив, Албанија и Црна Гора. Па оттаму дали сите овој извештај вака конципиран, затоа ви прашав дали е реално еден вид оправдување за неисполнување на главниот устав, метнување на бугарите во преамбулата на уставот како услов за почеток на отворање на поглавието. Морам јас да бидам реален. Јас сум убеден дека доколку државата ги имаше направено уставните измени, и овој извештај ќе беше поразличен во начинот на кој што одредени фрази се поставени во неговата содржина. Бидејќи покрај техничкиот елемент кој што се оценува, има и политички аспект на сето. Вие го зборувате случајот Украина, Молдова и сето тоа што стои во позадина. И тоа е факт, не можам да го негирам тоа. Но ние како влада тука отворено тоа што го зборуваме пред граѓаните и тоа што чувствуваме дека е став на нашиот народ, на нашите граѓани, го пренесуваме и во Брисел. И така се изградени нашите позиции. Не е само прашањето на уставни измени. Прашањето кои се гаранциите кои што ги добија државата за предвидливоста на нејзиниот пат напред. И јас верувам дека нашата порака е прифатена во Брисел. Верувам дека наскоро ќе има и одредени иницијативи, позитивни во следниот период, да се најдат начини на кои што ќе се обезбеди предвидливост. Ние од таквите позиции, од сето оно што го имаме поставено како наши очекувања од Европската унија, немаме намера да одстапиме. А во меѓувреме се согласувам, покрај решавањето на тој комплексен проблем, создаден од актуелната опозиција кога беше во опозиција, а на власт, мораме да се посветиме на домашните реформи и на оние реформи кои што од објективни причини до сега не се реализирале, но треба да се реализираат во најбрз можен рок. Се сретнавте и со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Што ви рече тој во однос на гаранциите за кои што се осмели да зборува среде Софија? Видете, и тоа е за големо поздравување. Фактот што највисокиот представник на Европската унија пред месец дена во Софија кажа дека на нашата држава треба да се дадат гаранции. Јас го сметам тоа како еден успех на нашата надворешна политика, на действувањето, председателката, председателот на владата, Министерството за надворешни работи, целокупниот наш тим, сме успеале да го наметнеме ставот дека на државата се потребни дополнителни гаранции. Добре. Тоа господинот Кошта јавно го кажа, тоа го дискутира во средбите со нас. Во деталите не би можел да навлезам, бидејќи ваков процес за да биде успешен, има еден степен на доверливост, на меѓусебна почит кој што треба да ја негуваме, но верувам во искреноста на господинот Кошта, верувам во неговите капацитети, сепак се работи за личност кој што долги години бил во врвот и на својата национална политика во Португалија и кој што е личност кој што може да умее да помогне за да се најде решение, да можеме да се движиме напред по предвидлив пат кој што ќе претпоставува и почитување на меѓународното јавно право и од страна нашите соседи и пат кој што ќе обезбеди достоинство за нашиот народ и сигурност дека нема да бидат ставени во знак прашање нашиот јазик, нашиот идентитет, нашата историја, целокупните обележја на нашите идентитетски корени. Ајде тогаш поинаку, за да не ја нарушите доверливоста во разговорите, овој извештај треба да биде проследен и со извештај за политиката на проширување визави реформите на Унијата. Какви чекори се планираат таму, какви идеи се дадоа на самитот?
Ова беше самит кој што беше на вистина корисен од гледна точка земајќи во предвид и фактот дека истиот беше организиран од страна на еден од најмокните медиуми на европско ниво, тоа е Euronews. Бидејќи нашата цел како земји кандидати заедно со Европската унија и земјите членки треба да биде да ги убедуваме и граѓаните, жителите на земјите членки на Европската унија дека и тие имаат корист од проширувањето. Проширувањето е двостран процес, во интереса на земјите кандидати и во интереса и на самата Европска унија. Гледаме во Евробарометрот дека кај одредени земји членки на Европската унија има негативно мислење кон политиката за проширување. Така да по мене најкорисниот елемент на овој настан беше фактот што тој беше со сериозен јавен опфат, следен низ целата Европска унија, па дури на глобално ниво, бидејќи се работи за таков медиум. И генералната порака која што ја добивме е дека геополитичкиот контекст и налага на Европската унија да го интерпретира процесот на проширување како процес на унификација на Европа, кој што има покрај економско и безбедносно значење за Европската унија. Тоа значи да најдат начин како сите овие земји да влезат во Европската унија без понатамошни посебни условувања, каква што жртва сме впрочем ние. Повеќе иницијативи има, но факт е дека треба консензус за прифаќањето и на дел од иницијативи, како што е иницијативата за проширување на квалификуваното мнозинство при гласањето во Европската унија. Нашиот случај сум слушал како бил наречен жален случај, трагичен случај, некоректен случај. Нашиот случај по суштина е случај каде што Европската унија сама си ги нарушува фундаменталните вредности кои што се вградени во нејзините основнички договори. Често јас барем тоа го кажувам и кога дискутирам со представници на Европската унија, ве штитиме да не го нарушите системот кој што вие сте го изградили. И затоа ги бараме овие гаранции, затоа бараме оваа предвидливост, бидејќи праксата со нас гледаме како сега создава фрустрација кога други земји членки ја блокираат Украина и Молдова. Еве за крај, што ќе се случува по најавата на премиерот за засилени активности по изборите, односно по нова година за евроинтеграциите, пред се во комуникација со Софија? Дали имате сигнали од Бугарија дека било што од тоа што го побара македонската влада е прифатливо? По однос на сигнали, не би навлегувал сега во тие детали, ќе повторам, бидејќи доколку сакаме некој процес да биде успешен, треба да штитиме неговата доверливост. Не само со соседот, туку доверливоста со земјите членки и со представниците на институциите на Европската унија. Ние ќе продолжиме да бидеме принципиелни, имаме јасни позиции кои што јавноста ги познава и не мислам дека имам потреба и да трошиме вашата емисија да ги објаснувам истите, повеќе пати сме ги дискутирале, но верувам дека таму каде што постои желба, постои и начин. И тоа го говорам насочено и спрема Европската унија, кој што доколку сака да испорача, прифатлив и за вас дека сега ќе биде после нова година дека може процесот да се придвижи? Ние постојано одиме и дискутираме за тој процес. Средбата во Брисел со господинот Кошта, немировно, дел од таа средба беше поврзана и со ова прашање. Така да не е сега дека почнуваме нешто, процесот трае и ќе продолжи да трае. И ќе продолжи да трае, дури не се најде кредибилно и одржливо решение, но ќе повторам, тука граѓаните треба да бидат уверени дека нема тоа да биде како нашите предходници, решение по секоја цена и решение кое што ќе не стави во ситуација по променето уставно име на држава, по променето знаме, по редица промени на нашиот устав, повторно да бидеме на истото место каде што бевме пред повеќе од 20 години. Земја кандидат, кој што се уште нема отпочнато преговори. Нема да ве држам повеќе, сепак од практично од аеродром во студиото на Сител дојдовте директно. Ви благодарам за учеството во темата на денот. Ви благодарам и на вас за можноста.